Почитувани мој добар ден. Ја стартуваме новата работна недела со најновото издание на Црвена линија. А во него еве зашто ќе зборуваме со вас. Не стивнуваат реакциите во јавноста откако вчера председателката Гордана Силјановска-Давкова не го употреби целосното име на државата кога ја даваше заклетвата за председател на државата. Дали преземањето должност во непостоечка држава Македонија значи преземање на непостоечка должност? Од едни критики и од други честитки. А министерот за правда во техничката влада, Кренар Лога, меѓу другото ќе потсетиме дека оцени дека председателката Силјановска-Давкова не го испочитувала уставното име на државата и оти со тоа незината заклетва е ништовна. Првите реакции од соседите не се најдобри, а амбасадорката на Грција во Северна Македонија, Софија Филипиду, која присуствуваше на седницата на Собранието за инаугурацијата, се замина во знак на протест поради фактот што председателката за време на нејзината заклетва ја нарече земјата Македонија. Дали председателката Гордана Силјановска-Давкова според вас го прекрши уставот во говорот при инаугурацијата или е ова само фолклор и оправдување на предизборната кампања? Секако ќе ве потсетиме да не заследите и на социјалните медиуми, меѓу другото Facebook, Црвена линија е нашиот профил, каде што можете да споделувате, секако и да оставате коментари, како и профилот на Телма телевизија на Facebook, каде што редовно ги објавуваме темите за кои што зборуваме со вас. Но, еве, ќе ве потсетам задолжително да не заследите на Инстаграм. Нашиот профил е секако Црвена линија и да кликнете веднаш на Инстаграм стори. Онаму каде што ќе ве пресретне и денешното анкетно наше прашање. Всушност, прашуваме правилна ли е одлуката на новата председателка што не ја спомена Северна. Имате две опции за одговор. Да, не кликате на вашиот одговор и секако како што и секогаш правиме резултатите пресметани во проценти, ќе ги соопштиме таму никаде пред крајот на ово издание на Црвена линија, се разбира по рекламите пресметани во проценти. Она со што ќе почнеме е и прилогот на Тамара Ганчаровска, а потоа следувате вие. Имплементација на договорот со Грција и со Бугарија е она што го очекува Европската унија од Македонија. Ова е пораката која денеска од Брисел ја испрати портпаролот на Европската комисија Петер Стано за како што го нарече несреќниот настан кога новата македонска председателка Гордана Силјановска-Давкова не го каже уставното име на државата за време на церемонијата на давање заклетва како шеф на државата. Existing bilateral agreements need to be implemented in good faith by all parties, including the Prespa agreement between North Macedonia and Greece and the Treaty of Friendship, Good Neighbourliness and Cooperation with Bulgaria, including its protocols. This is the expectation of the European Union. Стано при тоа рече дека пораките кои ги испраќа Европската унија и нејзините представници се многу јасни, дека Брисел очекува и се надева на соработка со новоизбраните власти во земјата, председателката и новата влада, за да се придвижи земјата напред и да ги испорача очекувањата кои Европската унија ги поставува кога станува збор за пристапниот пат на Македонија. Сепак, тој не сакаше да шпекулира што доколку не дојде до тоа, односно продолжи ваквиот однос на властите во земјава. We honestly think, expect and trust that the new authorities will continue to deliver, and we would not go into speculations what if they don't deliver. They have a clean start now. They have an opportunity to convince everyone in the European Union that they are committed to the European future of their country and that they will do their utmost to proceed on its successful accession path. По вчерашната реакција од грчкото МНР за неупотребата на уставното име на државата, се огласи грчкиот премиер Кириакос Мицотакис, оценувајќи го таквиот потек на Силјановска-Давкова како незаконски и неприфатлив, кој го крши и уставот на Македонија, подкопувајќи и незината иднина. Мицотакис ја повика Силјановска-Давкова да се откаже од правење маневри и да се врати на законските обврски и на однесувањето кој произлегува од незината улога. Недвосмислено наведуваме дека нема да прифатиме вакви лапсуси и повторуваме дека секој напредок во билатералните односи, како и секој чекор на Скопје кон Европа, зависи од искреното почитување на договореното, од правилната употреба на уставното име на соседната држава.
Од Бугарија па стигна предупредување дека меѓународните договори треба да се исполнуваат и дека европската иднина на Македонија зависи од тоа. Претседателот на Бугарија Румен Радев со став дека Бугарија не прифаќа изјави и однесување кои противречи на договорот за пријателство и добрососедство, но и на други меѓународни договори кои ги потпишала Македонија. Убеден сум дека европската перспектива на Република Северна Македонија зависи од стриктното исполнување на меѓународните договори во кои таа е страна, како и од одобрената преговарачка рамка од Европскиот совет во јули 2022 година. Преговарачката рамка која за информирање на одговорните институции во Република Северна Македонија нема да биде ревидирана. Реакција денеска стигне од македонското МНР, од каде ја потврдуваат цврстата определба на земјата за недвосмислено почитување на уставните одредби, како и сите меѓународно преземени обврски меѓу кои договорот со Грција, потсетувајќи дека токму високото ниво на политички диалог со Грција довело до членството во НАТО, старт на преговорите со Европската унија и продлабочување на стратешкото партнерство со САД. Од МНР при тоа повикуваат на внимателност од страна на сите политички чинители, особено на избраните државни функционери, при што наведуваат дека задржувањето на евроатлантскиот курс на земјата представува основен стратешки интерес и гарант за долгорочната безбедност и стабилност на земјата. Сега почнуваме со вас. За да се вклучите во црвена линија, едноставно треба да го завртите телефонскиот број 023070005, да го намалите тонот на телевизорот целосно, да зборуваме јас и вие преку слушалка и секако да не се користи интерфон и спикерфон. Тоа е од техничките правила. А она што секако денес ве прашуваме, дали според вас председателката Гордана Силјановска-Давкова го прекрши уставот во говорот при инаугурацијата или е ова само фолклор и оправдување на предизборната кампања? Да видиме како ќе одговорат граѓаните, односно гледачите на црвена линија. Па телефонот веќе звони, почнуваме со вас. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав до вас, во црвена линија сте, повелете. Благодарам. Само би кажал дека е овој еден фолклор за пред своите гласачи. Мораше да се оправда така. И бевме сведоци сите дека доби голем аплауз кој го потпише на Северна Македонија. Значи потписот го ставио на Северна Македонија, не е никаков патриот, не е ништо. Значи ги излажа своите гласачи. Така водева така кампања и така и заврши. А сега повеќе више се знае. Го стави својот потпис на Северна Македонија. Тоа повторете го на луѓето да знаат, да се начисто, зашто и Мицковски викаше, ако дојдеме на власт, јас ќе го поништам Преспанскиот. Еве го сега се согласуваат, значи нити ќе го избришат, нити ќе а ќе го почитуваат секаде. Според вас, Еве, дали е правилна одлуката на новата председателка што не ја спомена Северна? Ама тоа е само за фолклор, за пред нас. Иначе правилно, неправилно е како сака. Она го прекршува уставот. Кај нас уставот е запишано Република Северна Македонија. Така да она го прекршува со тоа уставот Република Северна Македонија. Она не рече Македонија, и тоа дека го читаше овој. Него ни дослуша господинот председател на собранието. Значи тоа е фолклор и оправдување пред гласачите. Благодарам и пријатно. Благодарам многу што се јавивте, еве го пробивте мразот во ова денешно издание на Црвена линија. Практично почнавме со вас и по вклучувањето на првиот гледач продолжуваме понатаму со сите вас останати. Добар ден. Добар ден. Голем поздрав и до вас, во Црвена линија сте, повелете. Добар ден, на телефон Гордана Атанасовска. Голем поздрав до вас. Морам да ви кажам дека ви забележувам како водителка, дека спомнавте во почетокот кога излагавте, непостоечка држава. Македонија постои со векови. Срамно е да кажете дека не вака сега, тоа е ставено во наводници, значи не ги сваќајте буквално работите. Внимавајте што зборувате. Една работа да ви кажам. Жената, јас си честитам, имаше доблес, кажа Македонија без можда грешка република што требаше да стои, меѓутоа има денеска цело време од Каракамишева објаснување, бидејќи она исто е на уставно право, дека не сгрешила. А ја не верувам дека човек кој што се бави со уставно право дека направила грешка. Секако проверила све што може и што и треба. Стварно не ми е јасно зашто толку бука за Македонија. Зашто македонците би требало цело време да се борат за Северна Македонија? Тоа сакам да кажам.
Пријатно. Добра, благодарам многу што го споделивте вашиот став со гледачите на Црвена линија. Секако, секое мислење е добре дојдено, се разбира, освен она што не се дозволува во Црвена линија, тоа го знаат оние кои што редовно не следат, говор на омраза, на вредливи зборови и секако нели оние зборови кои што од етички аспект не се допустливи, бидејќи сепак сме програма која што ја следи и малолетната публика. Продолжуваме понатаму да видиме што ќе кажат останатите гледачи. Добар ден. Добар ден, Тино на телефон, Коста Бургов од Струмица. Голем поздрав до вас, Коста, повелете. Честитки до председателката на Република Македонија. Давкова, мислам, она реално се чина Република Македонија. Не е ни северна, ни источна. Македонија постоело што од библиско време, од апостол Павле, првата христијанка Света Лидија, не тука та северна, та источна. Давкова, председателката на ВМРО на Република Македонија, убаво се ја изјасни. Грците се и накливи, од секога се били и накливи ќе останат до крајот на... Иначе, она добро се кажа и ќе ја почитувам, мислам, нејната одлука. Иначе, сека од влакно Камен, од влакно, мислам, Камила, гледат само провокации за Македонија да не обстане во Европската Унија, на секој чекор гледат да не уништат, ама со Божја помош Македонија ќе биде силна и секогаш ќе биде силна додека постои човештвото на оваа парче земја. Ви благодарам, пријатно и се најубаво до ново избраната председателка на Република Македонија. Големо благодарам и вам, господине Коста, за вашето вклучување во Црвена линија и искажување на вашиот став. Продолжуваме. Добар ден. Здраво. Здраво, голем поздрав и до вас. Благодарам. Па види вака, тука фолклор нема. Значи, јас како што пратев додека беа предизборните кампањи, она се изјаснуваше дека ќе го користи зборот Република Македонија или Македонија, без северна. И сега тоа е ветување пред народот. И она го реализира тоа ветување, иако ја не бев за незе, да речеме, на избориве, али после овој гест има 100% поддршка од мене и нека си ја тера работата понатака, само сакам и пајташите незини, значи Мицко и компанија, истото да го прават, да не извртат грб или, што и каше Груевски, ношу грб да не изабијат. Мако се тие сомнителни, ако е она жена, ама поголема се спаѓа од еден куп мажи у држава. Иначе, сега му препорачувам на Столтенберг да земи да не исклучи од НАТО, после овој гест. Воедно препорачувам на нашиве сега здушно секој ден да идат на Халкидики да се бањаат таму на краците. Само овој пат нема да ги пуштат овие јужниве душмани. Дали сметате дека односите се секогаш само така приватни, туристички, а што е со деловните бизнис односи? Види вака, за мене ова е понижување од прв степен, значи понизок степен од ова нема на понижување на мојот идентитет, моето име и моите воопшто све што е мое. Значи ова е со сила, све насилие од страна на Западот. Пак ќе го напомнам тој поган и расипан Запад начело со Америка, Британија, Европска Унија, која за ништо не била Европска Унија. Таа Европска Унија што некоја се представуваше дека представува нешто, сега е гола вода. Иначе, овие работи не треба више ние да ги послушнички спроведуваме, него треба да си го вратиме името назад и да си тераме политика, геостратешки позиции имаат на пуно места. Поздрав. Благодарам многу и вам за јавувањето и секако за искажувањето на вашиот став. Продолжуваме. Добар ден. Добар ден, Тина. Голем поздрав и до вас. Повелете. Ја поздравувам новата председателка на државата и нејзиниот став го оправдувам. Многу точно и јасно таја кажа зошто Македонија или Република Македонија не е битно, Северна не спомна. Сега ги прашувам сите што се против ова. Да ве прашам, ако Државна изборна комисија кажа дека референдумот за промена на името е неуспешен, напоменувам, Државна изборна комисија, оти времето ми течи, рече дека не. Како најдоја овие за сходно?
да го сменат името. Знаеме. Второ, информации од Грција кои имам блиски родни ми кажуваат зашто тоа вели се случи, кој нас не праша дали сакаме или не. И таму имаме македонци. Што требаше да кажи Дапкова? Што требаше да кажи? Не дека обети пред народот. Таа е вистината. Ова ќе се оспори во Страсбург сигурно. И ние ќе си дојдеме до името, може би, или во време. Ова беше насилие. Насилие од оваа власт што го промена името. Кажувам и ќе кажам. Само ние грешиме како народ. Тогаш кога излегува Преспанскиот договор, требаше сите како народ таму да излеземе, да се собериме 200, 300, 500 илјади и да го спориме тоа што го направи обие со лага. Немојте ве молам. А Америка, ако сакаше подуставно име, се не признаеше. Него и таа е склона да Македонија не постои, да биде голема Албанија. Запамте. Благодарам многу и вам за вклучувањето. Едно напомена и подсетување, внимавајте на таймерот, 90 секунди е секое време трајање на едно јавување. Добар ден. Ало, добар ден. Голем поздрав и до вас, повелете. Поздрав за целата екипа на Телма. Благодарам многу. Абе, видите, гледате ли самите колку се мајтапат со нас и со Србија? Професорката е професорка по уставно право. Не е таа ни информатичар, не е таа ни земјоделец. Таа е професорка по уставно право и таа најдобро ги знае законите по уставот. Уставот не требаше да се менува и тој се смени под присилба. Со уцена и тој е неважечки устав. А Грчка, ја не сум бил, нити пак имам намера да одам. Зошто се уште кажуваат дека постои табла на излезот од Грчка со табла фиром? Зошто МНР не интервенира? Дали има некој во држава кој може да интервенира? МНР не интервенира. Председателот Стево не интервенираше. Никој не интервенираше. Зошто го оставиат тој надпис? И сега негодуваат како Европска Унија, Брисел, така Бугарија, така Грчка. Зошто Бугарија судските пресуди од Страсбург не ги онеј? Зошто Брисел не интервенира тука? Бидете поздравени. Благодарам многу и вам за вашето вклучување во Црвена линија. До сега можевте да слушнете какви одговори дадоа на нашето прашање гледачите кои што до сега ги вклучивме. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Ало, добар ден. Голем поздрав и до вас, во Црвена линија сте, повелете. Поздрав и до вас. Благодарам. Видите, на овој народ уште ли не му е јасно што се случува со нас? Уште ние ќе се јавуваме, џабе се јавуваме? Овој народ што мисли од нас што се случува? Цел свет, цела Европа, сите комши против нас се. Кај одиме ние? Во кој тунел се пикаме? Во која магла влагаме? Ова е најдобро да се свикат собраниево, народот да се повика, скроз да се отстраниме од Европа. Преку Србија, преку Кина, преку арапските земји ќе ни пуштат по нешто, ќе јадеме, ќе живееме. Ова да ни го прават, да не ништат од корен, па тие назад се проблемите за ништење. Треба да не дотерат добрата, кој ќе не излажат со бомбончиња и ќе речат се вака. Сега кажувајте, што сте, кој сте, зошто сте, за ништо не сте, никој ништо не сте, не ве бива за ништо, зато вака играме мајтап со вас, ќе бидите тој и то, тога ќе не терат таму во некоја тупка. Зато народот сосвести да ги откачиме, не ни требаат. Па, војна ако треба ќе правиме со Америка, со цела Европа ние, јаки сме ќе војуваме. Кажете ми, зошто мислите дека е џабе што се вклучувате кога сите оние кои што треба да слушаат, па се случија и некои промени? Слушаат и не слушаат и не излагат на избори.
Благодарам многу за јавувањето. Уште еднаш ќе повторам, еве ве убедуваме како редакција дека за теми за кои што најразлични биле и што не засегале сите нас граѓаните се разбира кога сме зборувале во црвена линија, оние кои што се разбира се задолжени за таа проблематика и како не слушале, односно ве слушале вас како граѓани, така да има ситуација кај што многу работи токму по црвена линија беа сменати. Како и да продолжуваме понатаму и сметаме како редакција дека на прво место е мислењето на граѓаните. Токму поради тоа и црвена линија е креирана и создадена од вас за вас. Добар ден. Добар ден, Тина. Голем поздрав. Благодарам. Па еве, според вас правилна ли одлуката на новата председателка што не ја спомена Северна? Па не е правилна. Знаеш зашто? Тера у кавги више. Ја не познавам друга држава што е толку скарана со другите комшински држави. Со сите сме скарани, освен со Србија. Сега, Тина, вака ќе кажам. Ете, политички да ни грешат Грција, Бугарија, Албанија, да ни грешат. Економски, кој ни изгреши од овие држави? Никој. Грција ми искупи дека све. Овие сега што се опозиција и овие сега што доаѓаат на власт, се продадоа на Грција. Лебот ни го продадоа, житолу го продадоа. Цементото ни го продадоа, цементара ја продадоа. Рафинерија е продадоа на Грција. Па ние што сакаме, не знам. Што сакаме, не знам. Што сакаме, колко држава што сакаме. Една партија дојде на власт, прави проблеми и народот тие проблеми. Овие што ги прават партиеве проблеми, народот го плаќа. Он има пари, ле, мајко. Пара, милиони имаат и милиарди пари. Милиони, и што сака си права. И народот, овие што се партиски највише. И се расправаат на телевизија. Кој за СДС, кој за ВМРО. Нема некој нормален да се јави, например, кој мене. Нема некој нормален. Се партиски. Благодарам многу и вам за вашето учество во црвена линија. Секако ќе ве потсетам, не заборавајте да коментирате оние кои што можеби нема да успеат да се вклучат во црвена линија. Дискусијата може да продолжи токму преку коментари на нашиот профил на Facebook Црвена линија, како и профилот на Црвена линија, односно темата која што е објавена на Facebook телевизија Телма. Продолжуваме. Добар ден. Добар ден, ако сум на линија. На линија и тоа на црвена, повелете. Благодарам. Па вака, прво, јас кажам во своје име, ја ми се чини дека новата председателка сгреши што не го употреби името Република Северна Македонија. Ако веќе сакаше тоа да го направи, требаше воопшто да, значи тој пасос кај што вика стои Република Северна Македонија, не само Македонија, воопшто да не го спомне, значи и да продолжи после понатака. Меѓутоа, кога веќе се вклучи во тој пасос, она фактички требаше сето тоа да каже. А едно мора да сватиме, значи во светот се решава со договори, преговори, разговори. И сите тие кои што учествуваат во тие преговори и разговори, значи ги почитуваат. Ако некој не сака да го почитува, воопшто не треба ни да го потпише, не треба да отиде на тој состанок и да разговара. Овде кога се работи за интересите на државата, овде се работи за нашето добро. Значи, со тоа што ние го прифатиме тој договор, влеговме во НАТО, направиме чадор да обезбедиме сигурноста на државата. Потоа, значи, се отвори можноста да влеземе во Европската заедница. Веќе, значи, почнаме што се вика скрининг го отворивме, значи, треба уште да го отвориме уставот и да влеземе со отварање на кластерите. Ние, не знам, судираме со глава во зид, а не размислуваме кои се последиците од едното. Напоменам, внимавајте на тајмерот 90 секунди и секако нема да изоставиме да ви се заблагодариме и вам за искажаното мислење. Продолжуваме. Добар ден. Да видиме кој следен што ќе каже на 02-307-0005. Добар ден.
Добро, во меѓувреме додека очекуваме следно вклучување на еден од оние кои што го врта телефонскиот број 023070005, ќе напоменам дека оваа дискусија и тоа многу ни е драго, се води на големо и на нашиот профил на Facebook. Нашиот профил е Црвена линија секако. Па еве ги и првите коментари. Например, сега ќе ви покажам како изгледаме таму. Еве фотографијата каде што поставено е прашањето од страна на Црвена линија, правилна ли е одлуката на новата председателка што не ја спомна Северна. Еве ги и првите коментари кои што се појавија. Значи, Филка Ралева напишала: ама платата од Северна Република Македонија им е сладка. А да го има напишано следното: се надевам дека новата председателка Давкова ќе направи нешто добро за Македонија и за народот македонски. Честитам на председателката и давам поддршка голема да и никогаш да не ја заборави Република Македонија и македонскиот народ. Мојата надеж е дека повеќе нема да има неправда кон Македонија и македонскиот народ. А ние во Црвена линија денес опрашуваме дали председателката Гордана Силјановска Давкова според вас го прекрши уставот во говорот при инаугурацијата или според вас е само ова фолклор и оправдување на предизборната кампања и дали според вас е правилна ваквата одлука? Добар ден. Добар ден. Поздрав во Црвена линија, сте повелете. Голем поздрав до вас. Благодарам. Да не се изведам, ова е само некоја си камуфлажа на председателот на Република Македонија и јас можам да се декларирам така. За мене е сепак албанецом, за мене била е и ќе биде Република Македонија. Меѓутоа, според Лисабонската декларација 90-тите години која беше, терминот Македонија усвоена тогаш не сакаше ни да постои во тој термин, изгласана резолуција во тогашната заедница на Европска унија или како се викаше. Треба да бидеме. Ова е, ние дајте да се опаметиме, без разлика кој сме, што сме, какви се, сите живееме во Македонија, да гледаме напред. Гледаме колку младина ни измева од Македонија. Ова е, дали се работи за ВМРО. Гледам, не секој 4 години, 5 години или како веќе и 10-7, само се врти ДСДСМ, ДВМР, ДДУ и ДОВА. Јас како албанец ми беше срам кога еден председател на партија навредува друг председател на партија, дали со кексови се храни господинот или ово, тоа е многу ниско ниво. Дајте луѓе да се опаметиме. Не знам дали некој бил во Косово да види какви патишта има, колку е напред Косово пред Македонија. Ние уште се удиваме на градите, УЧК, ова е само... Благодарам многу, Прице, за вашето мислење што го искажавте пред јавноста, за гледачите на Телма телевизија, но и напомена се разбира да се внимава на тајмерот, 90 секунди се предвидени за едно јавување. Секако ќе ве охрабрам додека трае Црвена линија, можете повторно да го завртите нашиот телефонски број да си добиете нови 90 секунди. Продолжуваме. Добар ден. Ало. Добар ден, намалите го тонот на телевизорот да зборуваме јас и вие преку слушалка. Ало. Добар ден, дали се слушаме сега? Повелете. Добар ден. Добар ден. Најубав ден и вам. Да, на сите треба да бидеме среќни. Јас не сум определена политички, но ете, и честитам на председателката, а Алда таа е со машко срце. И треба сите да бидеме горделиви и да оди работата само напред. Да. Тоа. Тоа е единствено, значи сметате дека е правилна одлуката на новата? Таа е жена за председател, али со машко срце. Браво, Алда е достоена да ја даде Бог. Поздрав! Поздрав, благодарам многу. Еве, имаме и гледачи кои што се куси, но јасни и секако продолжете да не следите. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден. Секој добро и вам во Црвена линија, сте повелете. Да, благодарам. Еве вака јас да ви кажам. Што се лутат
соседните држави, дека нашата председателка го употребила името Македонија, а ова е Македонија, нема што тие да се лутат, да не случајно нив им е страф, затоа што оваа Македонија сега што е наша држава не била толкава колку што е сега, постојали и други територии, меѓутоа за жал тие територии веќе не се во склопот на нашата држава. И затоа тие одалеку се плашат па викат, нека се изборува. Јас и честитам на председателката што успеа така храбро да го изговори она што требаше да го изговори. Не сум политички определена, нити ми е едноставно, не ми интересира кој добил, кој не добил на изборите, меѓутоа ова е добар гест. И нека знаат тие, луѓето, соседните држави, владачките гарнитури на соседните држави, дека ние не сме овдека баш толку народ кој не разбира и кој не ја познава историјата. Ама така морало да биде и така е сега. И нема што да се лути никој. Тоа е наша работа како ќе се изразуваме, дали ќе викаме само Македонија или Северна република Македонија или само Македонија, Македонија е наша. Јас вака ќе се на своја сметка така си го кажувам тоа. Па штом има северна, значи тоа е нашата држава, има источна, западна и јужна. Така да не се толку да не се прават дека ние тоа не го разбираме. Инаку и честитам на председателката. Толку имам да кажам. Благодарам за вашето вклучување и вашите 90 секунди. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден. Во црвена линија сте, повелете. Како најпрво ни го честитам чинот на Гордана Силјановска-Давкова како врховен командант, како најврвна личност, најхрабра. Браво, браво за неа. Да ја даде само Господа е со неа, да не биде жива и здрава, сте розови ружи да изцветат у неговиот живот. А уставот, што го поставувате прашање, мислам дека не е прекршен, бидејќи не е подпишан од председателот Стево Пендаровски. Друго прашање што може да ми поставите? Дали сметате дека ова ќе има силни реперкусии во однос на економските односи, Нема да има никакви реперкусии, на неа не смета ништо, се што е замислено, мислам дека сето ќе го отвори. Таа е храбра жена, газа е напред и е јак професор. Што да кажам, се најубаво за неа. Таа и учениците сите ги натера да го учат нејзиниот предмет и сите ги окребруваше. Нема ученик што она му предавала уставно право да не ги знае кои се правата на човекот. Она е најхрабар борец за човекови права. Бидете ми поздравени. Благодарам. Ако е тоа се, и ние ви велиме благодарам за вашето учество во ова издание на Црвена линија. Добар ден. Добар ден, Тина. Голем поздрав и до вас во Црвена линија. Поздрав. Јас го поздравувам цел македонски народ кој го даде гласот за председателката госпоѓа Силјановска-Давкова. Видете, ние прекршен уставот, знаете зошто? Затоа што договорот во парламентот во Грција не е ратификуван. Затоа тие не ги менуваат таблите таму и затоа ќутат. И да си ќутат таму, да си прават, затоа што договорот според законите може да се поништи. Договорот има клаузула. Ако една странка не го почитува, тогаш автоматски другата странка има право да го раскине. Така да, Гордана Силјановска-Давкова, председателката, многу добро го знае законот и она пред изборите кажа: јас ќе го почитувам тоа кај што е пишано, ќе подпишувам, меѓутоа никој нема право да ми каже мене како се нарекувам јас. И таа го почитува тоа и ќе го каже. А овие што се бунат сега, пошто не гласат за незе, немаат право ни да зборуваат. Значи да си седат таму и да си ќутат, ние сме македонци, македонци ќе останеме. Така да, професорката си ги знае добро законите и од надвор добро знаат. Сега прво и основно, кој ќе се сменат судиите во парламентот, законот да се смени уставот, да се поништи, не е ратификуван во грчкиот парламент. Тоа цел свет го знае и затоа ќутат од надвор сите. Значи, поздрав. Благодарам многу и вам за учеството во Црвена линија. Уште една напомена, само внимавајте на тајмерот, 90 секунди од бројува. Продолжуваме. Добар ден. Ало, добар ден.
Лјупчо, поздрав во ова денешно издание. Народот е смешен. Ја слушна Каракамишева и почнаа да прават лапсузи. Ајде, важи, идеме вака. Уставот е највисок правен акт во државата. Дали некој знае што значи највисок правен акт? Нема повисок од него. Сите закони мора да бидат усогласени со него. Ја утнале во изборниот законник, него смениле тоа. Ама од она него не спомна ни Република Македонија. Го прекрши изборниот законник, како што ја брани Каракамишева. Еве, вратете изјавата да видите дали спомна Република Македонија. Она спомна Македонија. Втората работа, ако веќе сака да биде доблесни, да биде патриот, зашто ја подпишала свечената изјава? Па денеска нејзиниот кабинет вика, она не каже, ама ја подпиша кај што стои Северна Македонија. И сега што правиме? На народот му продаваме пувки, го правиме, еве ја кој сум ваму патриот, а вам под маса подпишувам се што е по устав. Па таков ли патриотизам ќе продаваме на народот? Сакам да ги прашам овие што ја бранат. И сега што? Пазете, она не кажала, ама подпишала. Она не го кажала тоа, ама не го кажала ни ова што е по закон. Ајде бе да го ставим уставот на страна. Дали го кажа како што е по изборен законник, сакам да прашам свечената заклетва. Еве, пуштите им ја уште еднаш да слушнат. Дали го каже свечената изјава по изборен законник, како што стои Република Македонија. Не го кажа тоа. Па сега што? Абе, срамата е што го прават професор е на правен факултет. Ако веќе не сака да го почита уставот, нека го почитува законот, бе. Па Каракамишева уште денеска ја брани. Та и ја одбрани, да ти кажам. Подсетување, внимавајте на таймерот 90 секунди. Благодарам за вклучувањето. Да слушаме останатите гледачи кои што ќе бидат вклучени, какви одговори ќе дадат на нашето прашање денес. Добар ден. Добар ден, ако сум ја на телевизија. Да, на црвена линија, повелете. Голем поздрав, Тинче, до тебе, прекрасна си и вашата ТВ куќа. Благодарам многу. И сите вработени во вашата, а највеќе до режијата што ме уклучува. Големи честитки на господјата Давковска, први на роден денот и го честитам. И како прва жена председателка во Македонија и го честитам, зашто со доблес, со педигре, со авторитет влегува во Македонија. Заштита ќе имаме ние жените од незина страна, а сето друго што го зборат, она е професор по уставно право и во Европа, и во европските држави, така да она ако мислела дека не треба да го употреби зборот Северна Македонија и затоа и не го употребила. Таа го предава тој предмет, запознаета. Таа го правише уставот на Македонија. Ако не му е на Лјупчо Радишан, јасно. Она го составуваше уставот. Не може никој мене да ми нареди јас како ќе речам мојата држава. Македонија е мојата држава. Мојата држава не е северна. Аз да надвореш ми употреби како председател она си даде заклетва дека ќе го почитува законот. И сите документи што треба да се ратификуваат за надвор ван Македонија ќе се почитуваат према законот што сега е ставен како е Северна Македонија. Така да, излишно. Така, благодарам многу за учеството. Продолжете да не следите. Добар ден. Ало, добар ден. Ве слушаме во црвена линија, сте, повелете. Јас сум на линија? Да, ве слушаме, повелете. Намалете го тонот на телевизорот, ве молам. Да, намален е. Така, повелете. Тина? Да. Со Тина зборувам, така? Да, со Тина и сте во црвена линија. Во ред. Сакам да се искажам. Значи се јават, може само да не ме прекинувате, за да не ми бега концентрација, што велиме. Да се искажам. Тина? Ве слушаме? Да, се јавува од Струмица Дени. Може така, нели? Да. Сега. Не знам колку граѓаните се информирани. Не знам колку граѓаните се информирани и дали пратиле на телевизија, зашто јас вака по политика пратам. Сакам да кажам дека господјата Гордана Силјановска Давкова е многу интелигентно чудо од жена. Значи, се треба да биде јасно. Не знам колку пратиле и слушнале
дека таа рече, значи, се што ќе добие на дали била во Брисел, дали во Швейцарија, пример правиме, значи дали не знам каде, се што ќе се добие на документ, на папир, таа ќе го испочитува. Но слободата на говор не може никој да го зеде, како на секој слободен човек. Благодарам многу за вклучувањето во црвена линија. Еве, напомена од технички аспекти, ако тоа многу пати го повторуваме, ве молам веднаш од кога ќе ве вклучат во режија, целосно намалете го тонот на телевизорот за да добро се слушнеме преку слушалка и се разбира да не се одземаат секундите кои што се наменети и се разбира за вашето излагање. Добар ден. Добар ден, Тина. Повелете, ве слушаме, во црвена линија сте. Нека е среќно председателството на Гордана Силјановска-Давкова. Браво за неја. Тоа е стварно жена со машко срце, а не маж со женско срце, како Пендаровски што беше. И ние ќе солиме памет сега на професорката. Абе, она го знае и уставот и правата ги знае сите и знае што треба да подпише, што треба да проговоре. Немој да се правиме по-паметни од папата ние, да се правиме папа од... Не чине ова што го збориме сега. Па и некој дури тамо кажува дека продава на народот пувки. Знае ли он што е тоа, бе, што го зборе така пувки? Знае ли тој од Дрвишеви што зборе такви глупости? Ко не знае, нека ги јади, па ќе види што се тоа. Треба малце да биде културен тука, а не ако изгубили сега, сега ние да напаѓаме. Он повикуваше на времето да не излезе никој на гласање. Никаде, за председател и за парламентарни избори. Што сака сега? Што се јавува? Што? Само да напаѓа? Сега знае она работата нека. Нека си тера вака. Имаме добри сега водители, што Христијан Мицковски исто, Тошковски да не го менјат, да си биде министер за внатрешни работи, тоа. Благодарам и вам за јавувањето. Ке ве посетам секако да не заборавите да не заследите на Инстаграм, еве уште еднаш и секако ќе ви укажам како изгледаме на Инстаграм стори со оглед на тоа што еве сакаме активно да земете учество и во денешното анкетно прашање, односно прашуваме правилна ли е според вас одлуката на новата председателка што не ја спомена Северна. Опциите се да и не за одговор, ќе кликнете на вашиот одговор и наскоро ќе бидат соопштени резултатите пресметани во проценти. Да видиме какви одговори во наредните 90 секунди ќе добиеме од гледачот или гледачката која што ќе вклучиме. Добар ден. Добар ден, Тинче. Поздрав и до вас, црвена линија, повелете. Претркалото да се слушнеме и во црвена линија. И во црвен драго ни е, треба да сте поврзани, се разбира. Јасно ми е некои гледачи што се однесуваат вака и таче почна да плаче, па сега и некои гледачи ќе плачат сега, па разбирливо е. И сега ја би ги запрашал, дали беше уставно Пендаровски и Ковачевски за време на кампањата што не користеа Северна, а беа званични функционери. Исто, премиер и председател. Почна да не користат. Цело време само Македонија спомнува. Тогаш никој не реагираше, така? Тогаш уставно беше. Стварно, значи, не ги разбирам. Ова е неуставно прво променето името. Професорката е многу постручна од нас гледачите и од многу во Европа е постручна. Она уште во кампањата кажа дека името Северна нема да го користи таму кај што не мора. Значи ќе го користи само кај што е задолжително. И си го одржа ветувањето. Тачно она знае кога може и кога не може. Не можеме ние да ја држиме предавања сега. Као на некој лекар ние ќе му кажуваме како да прави операција. Затоа што нас вака ни се свиѓало и не. Тачно користи термини кога треба и како што треба и полека државата почнува да заличува на држава. Стануваме полека горд. Благодарам многу за јавувањето. Продолжуваме понатаму. Добар ден. Добар ден и убав ден. Најубав ден и вам, повелете. Да, вака сега. Значи,
кој се спомнува за пратеници или за официјални лица, значи исто и тие. Јас за професорката, значи Силјановска, знам дека и по устав и по закон многу поеќе ги знаеш, преходно гледаш што рече. Од една страна, од другата страна, значи со неважичкиот референдум кој што на сила беше протеран, што не беше на сила, туку едноставно тоа беше необврзувачки. Со тоа што значи тоа е неуставно. Исто и двојазичноста е неуставна. Значи е донесена на сила, на мускули е протуркана, а без подпис е пуштена. Значи тоа е исто контра од законот, според устав. Према тоа, значи професорката се зема за право, и тој лично изјаснување неизен став, значи таа како се осеќа. Исто како ја за сега да речем, ја не сум македонец, ама сакам да сум македонец. И значи тоа е по волјата. Исто и ние. Ја многу би се радувал кога едноставно би го поништиле Преспанскиот договор со тоа што не е испочитувана народната волја. Значи не може необврзувачки референдум. Или имаш или немаш референдум. Сега не можем ја да се прекрстам со 5 имења, а која е оригиналта не е едно запишено во матична книга на родените. Исто и со името на државата. Значи има таму кај се ратификува се тоа. Како има референдум за произнесување, значи народот е највисок, уставот е под народот. Значи волјата на народот е преточена во тие уставни измени или во уставот. Самиот устав е закон. Така да ја мера ќе ми биде, значи границите да ги спушат, да ги затворат. Внимавајте на тајмерот, нашата граница 90 секунди. Секако благодарам за искажаниот став. Продолжуваме. Добар ден. Добар ден, убав ден. Најубав ден и вам, повелете. Честитки до Силјановска Давкова за председател што е избрана и тоа го заслужува. Та убаво си кажа и предизборно кажа дека ќе све што ќе биде официјално ќе го признава, меѓутоа за искажување ќе се го користи името Република Македонија. Не може таа писменост и све што знае за уставни работи, еден Љупчо од Радишани да кажува, ајде Ве не молам кажам да не ги неписмен коментираме човек. останатите гледачи и да си кажете само ваше мислење. Не ги коментирајте другите гледачи. Со основно образование да и држи памет и Кажете така. го само вашиот став, не ги коментирајте Мојот гледачите. став е Алалди е на Силјановска Давкова дека исправно постапи. Грција ништо не ни признала, Бугарија ништо не ни признала, а ние све до сега признавме. Тие ова договор што е подпишан не е подпишан и од председателот на државата, а тие го усвоија све да... Благодарам многу за вклучувањето и еве, со оглед на тоа што дојде времето за рекламите, ќе ги погледнеме, а потоа ќе ви ги соопштиме резултатите од денешната Instagram Story анкета. Дојдем до моментот по рекламите да ги видиме и резултатите од Instagram Story анкетата. Уште еднаш ве подсетувам да следете на Instagram и Facebook. На прашањето правилна ли е одлуката на новата председателка што не ја спомена Северна, со да одговорија 73%. Со не одговорија 27%. Секако продолжете и понатаму со коментари на Facebook и Instagram. Оваа дискусија и по завршувањето на ова издание на Црвена линија може да продолжи на социјалните медиуми, а што се однесува до она што следува, секако сите вас пред се ќе ви се заблагодарам за учеството во Црвена линија, но воедно истите вас и ќе ве поканам да земете активно учество во најгледаниот квиз Заврти на Телма. Сега време малку и да ве подготвам со прашања кои што ќе ви ги откријам, се со цел денес некој од вас да освои главната награда, а тоа е микропечката. Имаме вакво прашање: во каква боја е рамностраниот триаголник во знамето на Република Чешка? Ќе има и вакво прашање: кои зборови имаат задача да ги означуваат особините на предметите и појавите?
Што е плајвас? И еве ви уште едно четврто прашање, каков скелет имаат инсектите? Како и да одговорите точни, ќе ги очекуваме од вас. Ќе ми биде огромно задоволство, како и секогаш, да освоите еден куп награди и пред се главната награда, која што ќе повторам, денес е микропечка. Се гледаме за кусо време.